Добро вечер и добре дојдовте во За или против вечерва со мене, ваш домаќин Искра Коровишовска. Навикнати сте да не следите во термин кој што генерално и разбирливо обработува дневно политички теми, меѓутоа кога како да забораваме всушност дека не е само дневната политика централното внимание кое што треба да го заслужи, туку напротив има многу други погорливи, би рекла, не само негативно, туку суштински прашања кои треба да се дискутираат и кои се случуваат и за кои што се прават реални историски промени. Една од тие е темата за која вечерва ќе дискутираме во студиото на За или против и се однесува на формалното образование на децата кои се на подолго време отсуства заради лекување. Зошто? Бидејќи образованието не треба да го доживуваме онака како што го доживуваме само чиста едукација, туку има многу поширока, посуштинска и покомплексна димензија на влијание врз децата, нивно градење во смисла на емоционална стабилност, на градење на нивната самодоверба, особено на овие ранливи категории кои во моментот се наоѓаат на лекување или кои го поминале тој процес на лекување, а за жал до пред неколку месеци нема можност да имаат формално образование иако се на лекување. Една новина која што ја би рекла брише историската неправда која што им се случува на нашите деца, на македонските деца. Зошто? Затоа што ако само ја знаете информацијата дека во регионот, и тоа не многу далеку, Србија, Босна и Херцеговина, Хрватска, веќе со години па и децении формално ваквото нешто постои, да не зборуваме и за болнички училници каде што децата можат да работат и постојано да си ја градат самодовербата, не само едукацијата, да не се чувствуваат дека се напуштени од заедницата, туку дека се уште припаѓаат онаму каде што треба по лекувањето да се вратат. Тогаш ќе разбереме дека сме една од последните земји можеби кои ова во регионот го прави, но сепак е чекор напред за огромен поздрав, бидејќи, како што реков, дискриминацијата и историската неправда се брише конечно. Една убава тема која се уште има предизвици, не е се совршено, но важно е промените да почнат. Долга ми е најавата, се надевам доволно долга и предизвикувачка да останете точно вечерва тука, бидејќи гостинката со која ќе разговараме баш таква интересна, емотивна, мотивацијска приказна самата по себе. Вечерва во За или против е Марија Вук, председателката на Сдруженијето САНО, Сдруженијето кое што токму во својата мисија и визија ја има она враќање на децата пост лекувањето од канцер, но и оние деца кои во моментот ја минуваат баш или ја водат баш оваа битка. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер, господја Искра, ви благодарам и чест ми е што сум гостинка во вашата телевизија. Да, на моменти кога имаме неполитички директно теми, иако во Македонија се врзано со политиката, на луѓето им е страв кога ќе добијат покана за или против, одма мисла дека се политички прашањата, меѓутоа време е некогаш и да излеземе малку од тие баш политичко-партиски рамки и да позборуваме за некои многу посуштински теми. Во голем дел го најавив и проектот, тоа ќе биде наша централна тема вечерва, но знам дека оние кои многу поблиску ја познаваат Марија, ја знаат и нејзината и го знаат можеби коренот на САНО, како САНО се создава, која е иницијалната емотивна состојба која доведува до формирање ново здружение, кој инаку постои десетина години. Но еве за оние кои не знаат, а можеби слушнале, не ја знаат целата приказна, бидејќи вие имате доста интервјуа низ медиумите. Вашата лична борба е мотивација, бидејќи сте мајка на дете која пред повеќе од 15 години, можеби 20, токму ја доби битката со ракот го победи. Ајде, сакам да ја слушнеме и на јавноста да ја представиме она лична приказна на Марија Вук. Ти благодарам, Искра. Во моето семејство важев за таа што е храбрата, таа што се пентараше по дрвата и што немаше проблем да се соочи со сите неправди. Животот ме научи да се борам и до ден денес научив многу од тие борби и искрено немам намера да се откажам и не се плашам од вашето За или против. Да, токму така. Како млада мајка, мојот син имаше само 3,5 години, кога на детската клиника ни соопштија дека боледува од тешко заболување на крвта, станува збор за акутна лимфобластна леукемија, тоа е канцер на крвта, на едни мали клетки во крвта. Како за млад родител тоа беше шок.
Страф, непознавање, што ќе се случи, зар моето дете ќе почине, зар јас направив нешто што не треба, иако се трудев да бидам совршена мајка, совршена сопруга, совршена домаќинка, сепак една неправда голема ми удри на плеките, но не се збунив, не се уплашив. Реков, ако моето дете знае да се бори, јас можам уште повеќе. Со оглед на тоа дека, за жал, во нашата земја не успеа да му ја постават диагнозата, успеавме да отидеме на лекување во Франција и таму, заедно со мојот син, ја биевме битката. Не зажаливме и не се уплашивме од болеста, се соочивме. Мотив ми беше тој. Мотив ми беше тоа како тој размислува за животот на 3,5 години. Беше храбар, на сите сестри им зборуваше француски, им објаснуваше дека тој може се и дека едва чека да се врати во Македонија на неговата бела гарнитура дома. Тоа беше за мене сонот, заедно го сонувавме и успеавме. Тешко е да се смисли под прашање после ваква една храбра, една решителна и истовремено многу емотивна приказна. Ми се допаѓа нагласувањето на неколку пати, можеби свесно, можеби несвесно, дека не се исплашивме, туку се соочивме, ја прифативме реалноста. Колку сега од оваа перспектива, после години поминати во рамки на мисијата на САНО, покрај синот кој сега е студент, практично и студира повторно во Франција, тоа го знам. Друга приказна. Ето така, значи пак некако патиштата се тие кои се. Имате ли впечаток дека храброста како особина која со брзите текови на развојот на технологијата, на животот и така натаму е заштитен знак на родителите кои сега се соочуваат со вакви слични ситуации, или дека можеби порано бевме или бевте похрабри за разлика од ранливоста сега? Не знам дали можам дали добро се разбираме во прашањето. Поентата ми е дали државата, начинот, институциите, темпото на живот на крајот на краиштата ги прави сега луѓето посилни да се соочат со вакви предизвици или сега е уште потешко? Каков ви е впечатокот, бидејќи секојдневно сте со таков тип на случаи? Искра, сметам дека без разлика во кој период живееме, дали било тоа пред 10 години или сега, за ниеден родител не е сосем нормално и прифатливо да ја слушне диагнозата за собственото дете дека има канцер, и во тоа време и процентите на оздравени деца беа и многу помали, и при тоа да ја прифати и да се бори. Родителот исто ја прифаќа болката и тогаш и сега, без разлика што можностите за излекување сега се поголеми. Тешко е еден родител да се соочи, тешко е да се носи во околината, затоа што без разлика колку брзо поминува времето и колку ние сме сега модерни, имаме нова технологија, имаме напредни технологии, ние се уште живееме во една традиционална средина каде што многумина од родителите се ставени, тој се дискриминирани во однос на тоа, особено децата кои се борат со канцер. Не е лесно ни тогаш, не е лесно ни сега. Иако технологијата, лекувањето, медицината оди напред. Остави ли белези таа една цела животна историја, ваша семејна, врз вас како жена и мајка, или успеавте сета енергија после се да ја преточите во оваа мисија и визија постфестум која трае уште и се надевам ќе се развие? Под белег подразбирам дека била некаква рана па зараснала и останала белег. Да. Јас рана немам од тој период. Јас сум благодарна што моето дете се разболе. Ме научи, ме потсети на некои вредности кои за жал меѓувреме како млад родител кој сака да создава семејство, убав стан, да купи кола, да оди на патување, детето да му е најдотирано, заборавивме на некои вистински човекови вредности. Не изеде тој модернизам. Затоа и не се наљутив. Таа ме потсети дека најважно е да сме живи, здрави и да сме сите заедно. Сите други предизвици во животот лесно се надминуваат. Најтешко се надминува болеста на собственото дете и како ние родителите се носиме со тоа. Така да, мислам дека е тоа одговорот на вашето прашање.
Да, совршено време за да ја направиме аналогијата кон следната тема, која е и тема на вечерашната емисија. Секако дека зборувате, знам од срце, чувствувам и емоција, чувствувам пред се искреност. А тоа е она кое што е важно кога се дискутира за вакви теми, автентичноста и искреноста во настапот, бидејќи се лажеме ако мислиме дека нели блефот или прикривање или вештачко представување на работите може нешто да ни донесе, мора искрен, директен пристап и да им се погледна практично на предизвиците во очи, точно онака како што и вие сте се соочиле со болеста во тоа време. Историска неправда која што е конечно избришана, никогаш не е доцна за еве вакви подвизи и чекори. За жал, досега формално образованието на деца кои се на подолго време на лекување пред се иницирано како проект од САНО и концентрирано на децата кои се лекуваат од канцер или од рак, но секако дека Министерството за образование, односно актуелната власт, ја пронајде и ја отслика целата оваа проектска димензија на пошироко ниво, односно да се однесува на сите деца кои се на подолго време отсуство. Зошто досега беше луксус ваквата промена, ваквата реформа, ваквото бришење на историската неправда, ако се знае дека не толку далеку во соседството, веќе со децении постои формално образование за децата кои се на подолго време отсуство заради лекување? На почетокот од вашата најава рековте дека САНО постои 10 години. Сите проекти кои ги спроведовме со САНО всушност се инспирација од тоа што се случува во околината. Ние сме поврзани со сите невладини организации кои работат со децата со канцер во околината, но најголемата инспирација всушност доаѓа од Франција, токму таму каде што го лекував Тео од канцер. За мене беше изненадувачки што значи една социјална држава и што значи системот да се грижи и за болните деца. Во стравот на таа мајка дали незиното дете ќе преживее, таму лекарите и социјалните работници најдоа начин како еден странец од Македонија кој едва зборува француски, го ставија во систем на едукација. Тоа за него беше неверојатен чекор дека ќе оздрави. Тоа беше сигнал дека тој ќе ги надмине болестите. Покажа неверојатни резултати. Наставниците беа воодушевени од тоа колку едно дете од Македонија кое не ни разбира француски има одлични резултати на тестовите во предшколското образование. А за мене како родител тоа значеше ако тие него го сметаат доволно силен да оди на часови, тоа значи дека има шанса да оздрави. Тоа беше мојот мотив. Долго време по враќањето во Македонија наоѓав разни начини како ова да го спроведам на клиника, затоа што е од суштинско значење. Образование на децата во болница не значи да одберете оделение клас со деца. Таму одбирате оделение хематологија. Таму наместо на табла гледаат во инфузијата. Да. Таму слушаат некои други звуци, наместо на звонче тие слушаат звуци од апаратите. Но тие деца заслужуваат шанса, тие деца заслужуваат мотив. Од пред една година, сосем случајно, го видов огласот на Министерството за образование дека сакаат да воведат формално образование за децата во болница. Тоа беше како некаков сон, привидение и реков јас ова не го пропуштам. Јас ќе се јавам на огласот и ќе аплицирам. Се надевам кој да победи на тој конкурс, дека ќе го направи тоа што јас го видов во Франција. Сите деца заслужуваат или имаат право да бидат лекувани, но имаат право и да бидат образувани. Тоа стои во нашиот устав, тоа стои во сите конвенции за правата на децата, но тоа стои и како човеково право. Стои како мотив за еден родител да се бори уште повеќе за своето дете. И успеав. Како САН успеавме да направиме договор со Министерството. Јас сум благодарна што министерката пред се имаше лично залагање како лекар, знаеше што значи ова за децата, но исто така и од аспект на министер, знаеше што значи да се воведе во формално образование за децата во болница. Значи, тие и сега можеле да имат образование, оние што се на училишна возраст, но тоа никаде не било регистрирано, тоа никаде не било забележано. Да, како правилник, како рамка, така.
Бирото за развојно образование и Министерството за образование тоа го ставија во формална рамка. Денеска сите деца кои се во болница или се на подолготрајно лекување од 3 недели или дома или во болница имаат формално образование. Тие еден ден ќе добијат формална оцена и ќе добијат формално свидетелство дека научиле тоа што им многу нуди нашето образование или нашиот систем. Јас сум многу благодарна, тоа е остварување на една од моите цели како мајка и како дел од САНО. Така е. Нема што повеќе да се навлегува во темата зошто досега не е направено. Веќе ми се чини дека и на малите деца им е јасно како се институционалните работи политички поставувани низ годините наназад, откако сме самостојна Македонија, како и да е, не мора нели да се внесува политика, па и јас еве не морам со целиот мој интегритет како политички новинар да ги врзувам работите, но за жал не може да не ги погледнеме така причините. Како и да е, работата се менува и тоа треба да се поздрави без разлика на нели политиката во позадина и така натаму. Како најде оваа промена кај наставниците? Знаеме дека де факто тие се најклучните или најклучната алка во целиот синџир кој што би требало да го спроведе или да го износи на грб целиот овој проект. Бар додека да стартува онака како што треба, тоа е веќе почна чинам од септември. Веќе тоа е воведено како формално образование, во формална смисла. Колку кај нив постои волја, сила, мотивација? Кои се предизвиците кои од нив ги слушнавте како сдружение, бидејќи знам дека и обуки се спроведуваа на наставниците за разноразни вештини и работа со медицинскиот персонал, со децата? Така е. САНО на почетокот од проектот и сега завршуваме, пред крај сме, има консултативна улога во овој проект. Всушност ние ги користиме сите професионални капацитети на нашите ангажирани лица. Ние немаме вработени лица во САНО, имаме лица кои волонтираат или работат по договор. Имаме експерти од областа на психологијата, имаме социјални работници, имаме комуниколози, имаме од секаков аспект исклучиво експерти кои се образовани на таа тема. Вашето прашање се однесуваше како наставниците реагира. Има ли за нив предизвици во моментов кога се формира? Наставниот кадар е жеден за повеќе информации и за повеќе спроведување на овие работи кои го засегаат секојдневието на децата и на наставниците. Не е тајна дека често пати кога ќе се разболи дете од канцер, многу често родителите кријат и не кажуваат. Во истата замка влегуваат и наставниците, не знаејќи како да им објаснат на децата што се случува и што се случува со нивното другарче, дали ќе дојде на настава, нема да дојде, како да го прифата децата, тие понекогаш влегуваат во болката или во тагата на родителот, се сочувствуваат и не секогаш знаеа како да постапат. Овој пат беа навистина отворени. Направивме обуки за повеќе од 100 училишта во Македонија, толку и наставници, но околу 900 или 800 ученици ја поминаа обуката. Тоа се интерактивни обуки во кои тие учат прво што значи болеста канцер, потоа учат како да се однесуваат и што да зборуваат со тоа дете, потоа да им објаснат на своите соученици дека е тоа болест како и секоја болест која се лекува со тешки лекови, дека некогаш има лош исход, но ние секогаш ја гледаме и навиваме за убавата страна, но тие беа жедни да научат како треба да постапат со овие деца. Тие се уште бараат да продолжиме со обуките и јас се надевам дека во следната прилика ќе успееме сите училишта да ги поминеме во Македонија, да им дадеме мотив или ветер во грб дека не е крај на светот ако некој се разболи од канцер. Постои решение. Кога сме кај тоа, во колкав процент кај децата еве во Македонија, конкретно со оглед на целиот овој медицински напредок и така натаму и технолошки во начинот на лекување и на третирање, е процентот на излекувани деца од канцер? Имате ли таква информација? Знаете како, во Македонија прво мора да проработи регистарот каде што се внесуваат податоци за лица заболени од канцер. Да, тоа го прочитав дека се уште немаме регистар. Да, тој се уште не е во функција. Како за возрастните? Се изработува, сакате да кажам? Имаше неколку обети од мој термин. Се надевам дека некаде постојат информации, се уште ние немаме пристап невладиниот сектор до тие информации. Се водат некакви анализи на самите клиники каде што се лекуваат пациентите, но за жал јавноста нема пристап до тие бројки. Јас можам да се повикам само на изјавите од нашите лекари
лекари кои соопштуваат проценти и знам дека леукемијата која е до сега беше најчест тип на заболување кај децата е 86% од децата може да се излекуваат. Тоа е добра информација. Тоа е добра информација, но ако земеме в предвид дека во соседството, да речеме во Хрватска, а да не зборувам за европските земји, процентот е 90% на излекувани деца, но еве да речеме соседна Бугарија е само 73. Тоа се податоци кои ние можеме да ги видиме на интернет доколку пребаруваме страни кои се стручни и се занимаваат исклучиво со проценките на овие здравствени предизвици. Но исто така сакам да кажам дека во последно време процентите покажуваат дека приматот на најчесто заболување веќе не се леукемиите, туку се тие солидни тумори или тумори на коски, на мозок и така натаму. И тоа е не само кај нас, туку глобално. Да, нов предизвик кој дополнително ја оттежнува, можеби онаа физичка присутност на онлайн наставата или без разлика. Кога сме кај начинот на кој се одржува наставата додека се децата на лекување, како е тоа формално решено? Физички оди наставникот или како е? Наставата се одвива онлайн. И оваа одлука не беше лесно донесена, туку ги истраживме сите можни околности што е најдобро и најповолно за нашите деца. Пред одлуката во Министерството за образование и Бирото за развој на образование, ние имавме една многу содржинска и добра посета во Хрватска, каде што ги земавме сите искуства во однос на воведување на формално или спроведување на формално образование. Таму децата имаат можност да учат во училници кои се дел од болницата. Но ние тој модел за жал не можевме да го спроведеме. Прво, затоа што во Хрватска се изучува исклучиво само хрватскиот јазик и наставата се одвива само на хрватски јазик. Ние имаме деца кои изучуваат или одат во училиште на својот мајчин јазик, тоа значи албански, турски, српски, ромски, така да, и така натаму. И ние требаше во состав на болницата да отвориме повеќе училници отколку оделенија за лекување. Да. Реално, да. Најдоброто и најсоломонското решение децата да продолжат да следат настава е во своето училиште, во своето оделение каде што се запишани, но онлайн вклучени на камера. А наставниците и децата, учениците, неговите соученици, се обучени како тоа да го спроведуваат. За секое дете е обезбеден уред, да, без разлика дали е во болница или без разлика дали е на домашно лекување, преку кој може редовно да се ја следи наставата. А лаптоп, таблет, претпоставувам на тоа мислам. Да, но исто така големо влијание игра и неговата здравствена состојба. Проценката дали детето може да следи или не може да следи настава зависи од лекарот, тој ја прави проценката, или медицинскиот персонал на оделението, но морам да кажам дека често пати нашите родители се малку повеќе наклонети и од аспект на сожалување на своите деца, понекогаш и не сакаат да се вклучат, особено кога се во болница, но се надевам дека полека ќе влезат и тие во навиките дека треба ли со нив да се работи поконкретно во рамки на подготовка за да го прифатат да прифатат оваа промена како тако? Ние работиме со нив. Тие имаат и психолошка поддршка, тие имаат и секаков вид поддршка за да можат да се охрабрат да видат можност во образованието, ама неколкукратна можност. Значи не е само детето да добие образование. Ова формално воведување, формално образование во болницата, значи надеж. Тоа значи дека тие може да се надеваат дека утре, кога ќе заврши лекувањето, ќе се врати во училишната клупа подготвено. Дека нема да се плаши да учи, нема да се плаши да се врати во оделението, тоа што не пропустил од наставата. Тоа совладало, тоа може да покаже, тоа може да доминира во оделението и да го прифата децата како ништо да не било. Што е и поентата. Да не се загуби припадноста во заедницата во која што така е, тоа е многу важно. Дел од родителите многу лесно прифаќаат, дел од родителите се уште така се мислат да не е ова премногу за моето дете, да не се мачи, со оглед на тоа дека терапиите и престојот во болница, особено на хематонкологија, воопшто не е лесен. Апсолутно се сложувам и тоа е факт, меѓутоа го кажавте и на почетокот зборувајќи за Париз и за тоа како течела битката практично таму, фактот и жарот во очите на учителите кои работеле со вашиот син во тие моменти и целата таа негова храброст и желба да партиципира во едукацијата е нештото кое што можеби во огромна мера или процент влијае и па и на побрзото оздравување, баш заради сите овие причини за кои зборувате. Да, тоа е и докажано низ медицината. Така е.
Така да ние тука немаме дилема. Напротив, образованието е чекор поблиску до оздравувањето. Одлично кажано. Така е. Може би таков требаше да биде насловот на вечерашната емисија, како и да, мислам дека доволно Марија како таква е атрактивна и заслужува внимание, верувам дека и гледачите се сложуваат. Ги споминавме родителите, ги споминавме наставниците, несомнена е важноста на медицинскиот персонал. И сега тука не помалку клучна алка се самите соученици на детето кои би требало да никогаш не го заборават. Значи, ученикот, ученичката да си го чувствуваат како да е си уште дел од практично доделението и да не се однесуваат изолационо, да го пресачат комуницирањето и слично. Како реагираат децата во рамки на овие обуки кои ги споменувате? Оти често знаеме како општество да си ги критикуваме младите, па тие се невоспитани или тие изгубија допир со вистинските вредности. Како реагираат еве децата? Кај основците бевте или? Да, онлайн образованието или формалното образование е воведено овој пат само за основците. Така. Па, искра нема место за страф и за паника. Имаме исклучителна младина, исклучителни емпатични деца. Наидовме на секакви ситуации, но секој пат часот завршуваше со огромен аплауз за тие мали шампиони кои успеваа на крајот да признаат дека сепак љубовта е таа што ќе му помогне и на нивниот соученик да оздрави, но и нивната поддршка како соученици. Со обуките опфативме ученици од основните училишта од 2 до 9 оделение. Пристапот беше различен, се разбира и поради возраста, но пристапот не ни беше различен, да речеме дали е град или село, помало место. Сите многу добро во себе имаат силно чувство на љубов и на припадност. Да, тоа се тие чисти души детски. Не почувствувавме дека некои родители поинаку влијаеле на своите деца. Напротив, бевме изненадени од тоа колку сакаат да учествуваат и колку сакаат да помогнат. Има милиони илјадници идеи како да го поддржат своето другарче во болница, цртаа разни цртажи, па танцуваа со него, па му пееа песни, па зборуваат со него, па му раскажуваат кој со кого е симпатија во моментот. Направија еден мал милион чуда за да може детето во болница да не почувствува дека е во болница, да има впечаток дека му е тука некаде во соседството и дека едва чека да им се приклучи. Неверојатна е таа енергија и таа посветеност на овие млади, чисти луѓе. Убедена сум дека после овие обуки размислуваат интензивно што значи да си здрав, дека тоа е најголемата среќа и дека најважно е во овој период да се среќни и да го завршат училиштето, но да не заборават на нивните другарчиња кои се борат. Многу често на обуките велевме за другарите кои се борат се јунаците, нашите херои, ама тие што ги поддржуваат се всушност шампионите. Па уживаа во тој момент кога за себе скандира ние сме шампиони и убедена сум дека тоа така ќе биде. Значи можеме да учиме од децата всушност ние, а не да ги критикуваме дека се исклучени од реалноста и од вистинските вредности, апсолутно треба да учиме. Не, тие само го живеат својот живот во модерен свет. Марија, дали мислите дека има влијание или има влијание, но во колкав процент е менталниот склоп на општеството како такво во однос на прифаќањето на ваквите промени кои ние како македонско општество сме некако досега навикнати да не баш пријатно реагираме на некои резови направени еве така некако да ги крстам, значи промени кои носат новитети, носат па и малку повеќе ангажман и вложување индивидуално и така натаму. Колку мислите дека менталитетот еве во овие земи каде што функционира и на многу повисоко ниво со болнички училници бил пресуден за тоа така да функционира? Дали е секогаш волјата на институциите или менталниот склоп на едно општество како целина има? Убедена сум дека се има. Цело е кога има се. И менталниот склоп и можеби некакви околности кои тоа го направиле. Јас имам една информација дека за време на поранешна Југославија имало обиди или имало образование и кај нас на клиника
По распадот на Југославија тоа замрело кај нас и од тогаш, за жал, никогаш повеќе не е воведено формално образование. Иако САНО имаше обиди да направи, да донесе учителка на хематоонкологија преку градот Скопје, но за жал наставничката која не беше претходно обучена како да работи, како да се носи со товарот кој го гледа секој ден на клиника, не издржа долго. Затоа беше неопходно зад оваа желба или зад оваа задолжителна работа или задолжително образование за децата да застане Министерството и да биде тоа формално, да не биде импровизација, затоа што ние во САНО не сме наставници и да сме наставници, ние не можеме да си дозволиме да експериментираме или да импровизираме. За ова треба да стојат луѓе кои се обучени за тоа и луѓе кои знаат што треба и како треба да им предадат на децата. И при тоа да си има контрола или ова не е проект кој се воведува сега и ќе престане за една година. Ние воведуваме сериозна историска мерка која треба да трае до века. Без разлика на дали е сега оваа власт или некоја друга власт или овој министер или пишување историја де факто. Ова заедно со министерката и САНО испишаа сериозна историја за овие деца. Ние не дозволуваме и не сакаме овие деца да се гледаат како некакви со некакво сожалување или со дискриминација, ниту пак со стигма. Во ред тие се болни, постои огромен процент кои ќе оздрават, но на децата треба да им се даде шанса. Нас како возрастни луѓе, како невладин сектор, како институции, нашата работа е да им дадеме можност. Апсолутно. А колку тие ќе ја искористат, зависи од нивниот капацитет во моментот додека се болни. Така е. Во моментот имате информација колку дечиња се еве на лекување во болница заради било каква дијагноза врзана, односно директно со канцер врзана, и кои им се предизвиците, не би сакала да го употребам зборот проблеми, се обидувам да го избегнам, кои се клучните предизвици во моментот, еве со конкретните дечиња кои се таму. Прво, колкава е бројката, еве ми доаѓа и прашање дали имаме некаква стандардизација на процентот на годишно болни од канцер деца или не дај Боже можеби расте, или како стојат тие проценти? Прашањето ви е комплексно, Искра. Да. Значи, прво сакам да кажам дека дека онлайн образованието не е воведено само за децата кои се болни од канцер. Ова образование е предвидено за сите оние деца кои имаат одредени здравствени потешкоти, кои не им дозволуваат да следат редовна настава и се подолго од 3 недели одсутни од училиштето или се на домашно лекување или на болничко лекување. Така. Тоа значи дека ги опфаќа сите деца од основните училишта. Да, апсолутно, прашањето ми беше само за бројот на децата кои се прво да заклучиме дека секоја година имаме се поголем број на деца кои се заболени од некој вид на канцер. Во просек имаме по 40 нови случаеви годишно, но јас мислам дека бројот е поголем затоа што дел од нашите деца заминуваат на лекување и во странство. Во моментов има околу 12 деца хоспитализирани само во врска со само на хематоонкологија, но мислам дека само 5 од нив се на училишна возраст, од кои со последниот разговор со одговорните здравствени работници таму, децата се во тешка состојба и за жал не можат да ја следат наставата. Мојата последна информација беше дека само едно дете се уклучува од болничка постела во моментов. Кога го почнавме проектот на 1 септември, имавме 12 деца кои ја следеа наставата. Потоа тој број падна на 5, па на 3, сега во моментов имаме само едно, но јас сум убедена дека овие предизвици со лекувањето, тежината на хемотерапијата, тежината на тоа дека детето постојано мигрира дома, во болница, терапија, долготрајно, тоа трае од 6 месеци до 2 години. Дека сепак овој број, на моја радост, подобро е да е помалку во болница, да се помал број, но да има поголем број на деца кои следат настава. Според последните информации од Бирото за развојно образование, имаме 35 основци кои следат онлайн настава. Заради било каква причина, одсутни генерално се. Добро е тоа да се нагласи, бидејќи имаше реакции во јавноста, па зошто само децата кои се за лекување од канцер заради тоа одсутни, потоа се дообјасни, како што и вие впрочем неколку пати направивте, тоа треба да се знае, дека станува збор за опфатот на сите дечиња кои не се во можност да следат настава или се дома или се во болница повеќе од 3 недели. И сега имам уште прашање на темата, но ќе мора да ги оставиме за после
паузата за реклами. Почитувани вечерва имаме една суштинска, емотивно, може би маргинална тема заради тоа што ние како дневно политички магазин најмногу третираме политички теми, но сметам дека и сум сигурна овие заслужуваат многу повеќе внимание. Бидете тука, се враќаме за неколку минути. Добре дојдовте назад. Вечерва дискутираме за предизвиците и за успесите на формалното образование за децата кои се на подолго време отсуство заради лекување, се наоѓаат во болница или се на домашно лекување. Една емотивна, една храбра и една мотивациона емисија, односно интервју имаме вечерва. Останете и до крајот. Во ова студио со мене е Марија Вук, председателка на Сдруженијето САНО, кое се занимава со социјална, психолошка и секаков тип на рехабилитација на децата кои го победиле ракот конкретно, но и оние кои во моментот ја водат битката со него. Марија, зборувавме за сите, мислам дека ги опфативме аспекти со оглед на тоа што сега сме крајот без малку на ноември, значи се работи за отприлика 3-4 месеци од кога е формално воведено образованието, така што допрва ќе ги гледаме резултатите. Важна е позитивната енергија, важни се промените. Но остануваат предизвиците врзани со пациентите генерално, како здравствен систем во државата, особено кога станува збор за, не можеме општо да зборуваме, бидејќи САНОС има конкретна мисија и визија, меѓутоа, читав деновиве некакви реакции по социјалните мрежи во однос на условите на детска хематоонкологија, сместувањето на родителите кои мора да присуствуваат покрај своите деца додека трае лекувањето, особено ако се многу малецки и така натаму. Малкумина како да знаат од нив дека всушност постои родителска куќа. Тоа е една сериозна градба, би рекла, не многу, нели огромна, меѓутоа доволна, топла, хармонична во склоп на клиничкиот центар Мајка Тереза, каде што можат точно да избегаат и самите дечиња и пациентите генерално, но и нивните родители да одморат од тој болнички амбиент, малку да се соберат, да се истушираат на крајот на денот. Зошто луѓето, односно ајде прво дали ја користат родителската куќа? Имате ли во моментот станари во родителската куќа? Таа е исто формирана под капата на САНО. Така е. Пред да ви кажам за родителската куќа, имам чест да ви кажам дека условите за лекување на децата на хематоонкологија во однос на тоа како капацитет или како логистичка, техничка смисла, се одлични, еднакви на европските. Успеавме пред некаде околу 4 години, извинете со бројките, математика секогаш ми била слаба страна, успеавме да обезбедиме донација од околу 250.000 евра, кои ги вложивме сите во реновирање на оделенијата и во моментов имаат европски услови за лекување на децата, особено на оние кои се најтешко болни. Исто така направивме таму една тивка соба. Тоа е соба во која децата кои се врзани за жал за кревет или за оделението можат да се повлечат, можат да најдат свое катче за одмор, да им избегаат на сестрите од боцкањето, но и да останат малку сами со себе, да земат сила за понатамошната борба. Но ние како здружение исто така внимаваме и на нивните родители. Детето само не може да ја помине оваа битка. На него му треба ментално цврст, здрав, силен родител, за да може да му помогне на своето дете да се избори. За тие родители успеавме да изградиме родителска куќа, која се наоѓа веднаш до Министерството за здравство. Тоа е всушност една градба во која имаме 4 апартмани и се обезбедени сите услови за достоинствен престој на овие родители. Имено имаме 4 апартмани кои се комплетно уредени со свои тоалети, со топла вода во секое време, имаат заедничка кујна современа, убава, дневна соба која ја делат и се разбира постојано интернет за да бидат во контакт со своите роднини кои не се од Скопје. Инаку куќата е намената исклучиво за родители кои не се од Скопје и немаат каде да престојуваат. Капацитетот е навиду мал, 4 апартмани, но верувајте никогаш не сме биле со полн капацитет. Во моментов имаме 2 семејства кои престојуваат, имаат пред себе сериозна, предизвикувачка, тешка битка и двете. Јас ги поздравувам, денеска знаат дека ќе бидам гостинка на вашата телевизија и убедена сум дека и малата Тијана ме гледа и очекува да ја поздравам. Многу ми е драго за нив. Поздрав до Тијана. И борец и главен лик
И навивам, веројатно за нив. Многу ми е драго што оваа куќа функционира без прекин, иако никако не се никако не се нема средства од каде да се Да, тоа ќе полни ми беше буџетот. следното прашање. Како Всушност, успевате со тоа да го донации, изменаџирате? верувајте, со донации. Имаме активна наша Facebook страница, ги користиме социјалните медиуми. Во оној момент кога ќе забележиме дека родителот нема средства, не може да си дозволи основни работи за живот, тоа значи хигиенски прибор, храна, па дури и облека, ние ги повикуваме граѓаните или институциите. До сега не се случило некој да не одбие, носат директно во куќата, им даваат директно на родителите. Нашата улога како САНО е да обезбедиме таму здрава и чиста средина за престој. Исто така интернетот е во наша одговорност. За сите други сметки се грижи Министерството за здравство. Сакам да кажам дека оваа куќа на многу луѓе им беше одскочна даска да ги променат своите традиционални мислења за тоа дека е крај на светот кога нивното дете ќе има рак, затоа што поминуваат низ разни психолошки работилници со нашите обучени волонтери, но исто така сакам да напоменам дека престојот во оваа куќа е комплетно бесплатен. Ние само сакаме да им помогнеме, а не да ги ставиме во некакви неповолни состојби, да морат да се грижат и што ќе јадат и што им треба. Заслужуваат внимание кога сме кај волонтерите, токму тие, тоа се најчесто млади луѓе кои делат од своето време и го поминале процесот на битка, сега се супер здрави и желни и вољни да помагаат, да поддржуваат и да живеат мисијата на САНО. Еве поздрав и до нив во овој момент. Тоа би било супер. Волонтерите во најголем број се млади кои како деца биле болни од канцер, успеале да го победат канцерот и сега тие одат во болница и им помагаат на оние деца кои сега се борат. Морам да напоменам дека особено сум горда на мојот син кој секој свое доаѓање во Македонија го користи да помине време со овие деца и е многу волонтерски активен и пренесува искуства од Франција. Децата го обожаваат, оти често пати знае и да им запее на француски и да им каже некоја шега. Горда сум што успеа да го надминат својот страв и да им помогнат сега на децата, да им дадат пример дека има надеж. Тука како што ближи декември па и новогодишните празници, ќе се сетам само на едни прекрасни фотографии по порталите и медиумите од Спајдермен, Дедо Мраз и така натаму околу Нова година на терасите и балконите од точно детската хематоонкологија, каде што се обидувате да им го разубавите денот, периодот, животот во тие моменти. Искра, морам да ти признам, тие Спајдермени не се во организација на САНО. Добро. Но секако, но ги поздравувам и секако се добре дојдени за децата. Волонтерите на САНО смислуваат други активности како да ги развеселат или празнично да ги расположат децата. Имено за време на короната, кога не беше возможно да ги посетуваме и да бидеме заедно со нив на одделенијата, ние успеавме да ги собереме, па мислам дека имаше околу 300 средношколци заедно со нас и пеевме под прозорите на овие деца. Им пеевме песни, а тие одозгора ни мафтаа со запалени телефони и тоа беше навистина неверојатно чувство, неверојатна енергија. Убедена сум дека нашите желби стигнаа до нив и ако ништо друго им донесоа добро здравје и расположение. Уживам додека ве слушам и уживам во темата на нашата вечерашна емисија, бидејќи мислам дека е поважна од било што друго дневно во информативните изданија во моментот кога сме кај родителите. Генерално, нели, и логично, а и природно, биолошки, можеби мајките се тие кои се најконцентрирани во целата приказна и врзнив, можеби емотивно паѓа така некако товарот на грб, што би рекол нашиот народ. Во една прилика, во едно интервју ќе речат, мајките на децата болни од карцином треба да добијат социјална пензија. Тоа звучи прилично логично и прилично поддржувачки како една социјална држава која би требало да има баш таква социјална политика, грижа за сопствените граѓани без разлика на потребата за истата. Како тоа би се извело? Ова е најава за нешто друго кое што можеби го планирате или е само идеја која секако ќе се развива?
секако. Пред да зборувам за тоа дека мајките треба да добијат социјална пензија, јас сметам дека мајките треба да добијат орден. Орден за храброст. За жал, едно непишано правило е дека исклучиво мајките или некое женско лице од семејството може да престојува на клиниката додека децата се лекуваат. Многу неправдано и дискриминирачки е кон татковците. Да се надевам дека ова ќе се смени, но се додека не се смени, најголемиот товар го носат мајките. Многу често одат на работа, трпи бракот и генерално се еден куп. Така е, од нашето искуство и од тоа колку ние комуницираме и добиваме информации од овие жени, тие многу често остануваат сами после ова лекување. Лекувањето е долготрајно, многу од нив ја губат работата. Работодавецот нема разбирање за долготрајното отсуство на мајката. Губат разни вештини. Ако е земјоделка, таа не успеала цела една сезона ништо да насади, ништо да може да продаде, да живеат од нешто. Ги губи пријателите, затоа што не е присутна. Се разбира, тука се јавува еден јас во семејството. Тоа долго трае, мајката е под психолошка пресија постојано, дали незиното дете ќе биде добро или не, станува збор за сериозни, тешки болести. Во име на таа тешкотија, на тој товар кој го носи мајката, тоа бреме која го има на себе и општествено, но и приватно, лично, ние како САНО, како наш следен проект, за кој сме многу заинтересирани и убедени сме дека ќе го реализираме, сакавме да предложиме на институциите за овие мајки да се воведе, не мора да се нарекува пензија, туку да се нарекува социјална помош која ќе биде достоинствена, да може по лекувањето на детето или за време на лекувањето на детето, таа жена да може достоинствено да си дозволи за себе да купи прибор за лична хигиена, да може да отиде да прошета или дури да одгледа една театарска представа. Тоа што детето е болно, тоа не значи дека светот застанал. Точно за мајката застанал. Како за родител, поголема болка нема. Но таа жена, за да биде ментално цврста, таа мора прво себе си да си даде сила. Бидејќи здрава мајка е здраво дете. Се разбира. Се разбира. Затоа ни е многу важно оваа иницијатива да успееме да ја реализираме. Многумина и јас се најдов, јас имав многу разбирање од моето работно место и многу поддршка од моите колеги и сум многу благодарна и после 17 години не можам да заборавам за помошта и поддршката која ми ја дадоа, но јас сум имала среќа. Ова не сме да биде среќа. Да. Ова мора да биде како што го воведовме формалното образование, да биде цивилизацијска придобивка, така мора оваа социјална пензија или овој надомест финансиски да биде достоинствен, значи да биде една просечна македонска плата. Затоа што, знаете како, во Русија сега прочитав дека се залагаат трудничкото боледување на мајката да биде сметано или да влезе во работниот стаж и да биде сметано како работно време. Јас тогаш не знам што треба на овие мајки од болница да им се даде. Да. Тоа е малку повеќе од работа. Стравот со ништо не може да се надомести. Абсолютно. Ниту тоа загубата која имаат овие жени. Ние сме сведоци дека многу често жените, дел од жените, кои останале долго време со своите деца во болница, понатаму стануваат и жртви на семено насилство. Да, верувам дека. И на сексуално и на семено насилство. Затоа што тоа што таа го видела со своето дете во болница, многу често не се препознава во семејството. Жената е столб на семејството, се разбира, но без поддршка многу тешко може да функционира. За жал, на овие жени им треба многу повеќе од само социјална пензија, им треба сериозна поддршка и од институциите и од невладиниот сектор. Во овој контекст, бидејќи како САНО не сте ангажирани само околу тековните предизвици што се однесува до децата кои ја бијат битката во моментот, туку и како да се вратат во нормалниот тек на животот практично после сите периоди на самоболнички ординации, кревети и слично. Па така што тука доаѓа во предвид Центарот за рехабилитација кој се наоѓа во Кучково, една многу интересна приказна за која вас ќе ве оставам да историски, хронолошки всушност да не потсетите како се случува, но важна е таа рехабилитациона, нели секогаш и не мора да се погоди зборот. Ни заслучува и на нас новинарите некаде да фатиме малку со запирки и точки, како и да е. Значи, онаа димензија на справување, соочување со себе си, сето она што се го поминал потоа,
се овозможува или ќе се овозможува преку Центарот за рехабилитација на родителите и децата кои го минале процесот. Тоа е многу важен сегмент, подеднакво важен како и битката додека се води, би рекла. Дали функционира, кои се активностите внатре во рамки на Центарот, знам дека се наоѓа во Кучково. Така е. Многу интересна приказна, ќе споделам дел од мојата приватност, на моје големо задоволство. Знаете како, јас често пати на мајките на клиника ги советувам, не знам колку го спроведуваат, ама им кажувам дека не смеат да имаат страв, ама од ништо. Животот е таков како што мора да биде. Стравот само ќе ги закочи. Нека ги отпуштат стравовите, убедена сум дека ќе биде полесно за сите. Мојот татко секој пат ми велеше, се гордеам со тебе, оти си храбра и немаш страв од ништо. Ви кажав на почетокот на воведот дека тоа беше навистина, бев таква во семејството препознаена, дека можам да ги направам сите чуда на светот. Зошто ви го спомнувам татко ми? Мојот татко по потекло е од Кучково. Многу често за својот крај ми зборувал со многу љубов, иако одамна го напуштил, и многу често зборуваше за едно напуштено училиште кое за жал работ на времето го скрши. Многу тажно гледав од кога почина татко ми, многу тажно гледав на училиштето и на неговите соништа дека можеби еден ден тоа сепак ќе проработи, ќе има деца во тоа село, дека ќе одат на настава. И првата можна прилика да можам да го обновам тоа училиште ја искористив заедно со општината Ѓорче Петров на моје големо задоволство и успеавме на училиштето да му дадеме втора шанса за живот. Символично, исто како што им даваме втора шанса на живот, не ние се разбира, лекарите на клиника, како што им даваат втора шанса на децата кои се борат со канцер. Успеавме преку грант од швајцарската амбасада да го реновираме и комплетно да го реконструираме ова училиште. Која и повеќе од 100 години старо, мислече? Повеќе од 100 години е импозантна градба, не секојдневна за македонската архитектура. Многу ми е драго пред се затоа што е сочувана како објект, но уште подраго ми е што ова училиште ќе продолжи на прво моја лична приказна, а потоа ќе продолжи приказната на овие деца кои се сега на лекување. Благодарна сум што градоначалникот на Ѓорче Петров имаше неверојатно разбирање, пред се затоа што е тој лекар и од негови лични причини. Не, јас не сакам да зборувам за тоа, но успеавме да се најдеме на иста бранова должина и двајцата се радуваме и го очекуваме отварањето конечно на овој центар. Задачата на овој центар ќе биде поврзана со воведувањето на формално образование на децата во болница, имено на сите оние деца кои немале можност или пропуштиле лекции, не успеале да ги совладаат. Планираме да им обезбедиме летни или зимски кампови, на кои заедно со својот родител ќе престојуваат одреден период, на кој тимот од наставници од основните училишта во Ѓорче Петров ќе им ги предадат сите оние лекции кои детето ги пропуштило. Тоа значи во адаптирана програма, форма и така натаму. Секако, така. Нашата цел е и децата и училиштето да продолжат напред. Приказната мора да оди напред. Оваа символика е фантастична на втора шанса. Апсолутно. И е само уште еден доказ дека кога сонувате за хумани работи од кои не очекувате реципроцитет да ви се врати вака или онака, безусловно ја давате љубовта во помагањето, во остварувањето на визијата и мисијата, работите се редат совршено. Така и со формалното образование, така и очигледно и со ово училиште кое што ви било ета љубов, емоција и неверојатна врска со корените ваши во Кучково. Па мислам дека и што повеќе ако се додаде на ова што го зборувавте досега и ова што го заклучивме во моментот, би било само вишок. Верувам дека кажавме се, би ве оставила на крај еве порака, нека биде до родителите, ајде пред се и до дечињата кои во моментот ја бијат баш битката конкретно со рак. Еве за крај. Да. Искра, за жал, јас не знам што да им порачам на родителите. Зборот борете се, не се откажувајте во овие тешки моменти на нив, не верувам дека многу им значат. Многу ми е поважно да порачам нешто на јавност, а тоа е да заборават на догмите, да заборават на
дискриминацијата, да заборават на одбележувањето на овие деца кои се борат за нивниот живот. Тие заслужуваат полно право здрави да се интегрираат во општеството и да продолжат напред. Јас сум горда што многу деца успеа и ја избија оваа битка која е навистина тешка за возрастни луѓе, камели за едни такви мали кревки и суштества, но верувајте, на сите нас ни треба понекогаш поттик и поддршка, еден ветер во грб. Очекувам дека јавноста ќе биде мој ветер во грб за понатамошни проекти, за доброто на децата, но секако мојот најголем двигател е мојата љубов кон мојот син, кој успеа, се избори, кој не заборави дека бил болен, не заборави дека треба да им возврати на децата во болница кои сега се борат, и сум благодарна што израсна во едно прекрасно човечко битие кое ги носи сите големи човекови вредности во себе. Едва го чекам да се врати за Божик. Тој Франција ја нарекува мојот втор дом, затоа што во Франција му се даде втората шанса за живот. Убедена сум дека многу наши дечиња ќе најдат втора шанса за живот кај нас, дома. И дека процентот на оздравени деца ќе биде двојно поголем од ова што е сега. Благодарам и за сите лекари кои се трудат околу нашите деца. И голема благодарност за наставниците кои овој процес, кој е и тема на вечерашната дискусија, го носат најмногу на сопствениот грб. И тие заслужуваат сериозен орден за силата, за волјата, за мајчинскиот или родителскиот инстинкт, не само мајчинскиот, кој го вложуваат во својата работа за овие деца. Марија Алфа само може да ви се поклони на ова што го правите и може да ви вети дека ќе остане општествено одговорна да зборува за овие убави или помалку убави теми во зависност од потребите и од тоа што реалноста ни носи, се во интерес на подобар живот и поубаво општество, ова наше македонско за сите, а најмногу за дечињата. Ви благодарам што бевте вечера делот за или против. Благодарам, честа беше моја. Почитувани, нема што да се додаде повеќе во одјавата, освен покрај овие силни пораки кои ги слушнавте за крај, а и во изминатите речиси час и 10 минути. Се надавам дека квалитетно го поминавте времето, дека слушнавте нови работи и дека научивте како себе си да се разбудите, особено согласно последната порака од Марија во смисла на стигматизација, табуа, стереотипи и така натаму. Треба сите да си бидеме меѓу себе емпатични, да се трудиме да помагаме, да се трудиме да се ставиме во чивлите на другиот и да се обидеме да направиме нешто секој од нас што би можел индивидуално за да придонесе за подобро утре. Ви благодарам што не следевте вечерва. Добра ноќ.